на полувремето, ако се вршат замени, ја нема она вообичаена процедура од четвртиот суде. Проследиме акцијата на Кудијан, беше во ситуација за нешто повеќе, меѓутоа расчистува одбраната на Македонија Ѓорче Петров. Еве со број 23 забележувам, значи во игра е Наумче Бакрачевски. Значи кај Брегалница првата замена, со број 23 во игра е Наумче Бакрачевски. За сега не можам да забележам кој ја напушти играта, бидејќи реков кога се прават замени на паузата, тешко може да дојде до евиденција, а во текот на преносот ќе се обидам да дознам кој се дали има и други замени. Аут за Брегалница со број 7 Мартин Стојанов. Јован Манев со број 15, а во последна топката голманот Илче Петровски. Манев. Пробив на Манев. Невнимателен беше Антонио Митрев. Меѓутоа топката повторно во посед на сините момци. Манев. Бакрачевски. Повторно топката кај него. Јован Манев. Го има слободен Мартин Стојанов. Се решава за во средина. Топка кон Додев. Двајца играчи околу него. Бараше пенал. Сакаше да издаде, но непосредна близина беше судијата Курмислав Георгиев. Одмамна со рацете тече акцијата во која што пожртвувано еве Бакрачевски се избори за оваа топка. Слободен удар, тука некаде до средината на игралиштето. Бакрачевски. Со број 8 Саша Шоповски. Јордан Манев. Повторно Манев. Мартин Стојанов. Пресетен акцијата и сега закара по голот гостите Додев. Додев се мести за шут, убаво го направи тоа, меѓутоа секунда фалаше пак. Кудијан беше тоа со број 9, не стигна на време за ова додавање, дали удар на гол, дали беше асистенција. Топката како да оди крај голот, Дегаш Банки. Ова на секунда фала голман Стефан Тасев. Манев во дуел со Боби Божиновски. Кудијан. Шоповски. Фаулиран. Почитува предност, меѓутоа преходно ми се чини дека имаше игра со рака, но да му веруваме на судијата Курмислав Георгиев, беше во непосредна близина и ќе биде ова слободен удар за гостите од Ѓорче Петров. Родригес назад топка кон гостинскиот голман, се обиде да дрибла. Може да биде доста рискантно таквиот потек на голманите. Аут за Мартин Стојанов. Убаво кон Кудијан. Дури двајца играчи околу него, 8 е ние Кудијан. И изнудува во борбата со двајца противничи играчи. Аут. Аут во непосредна близина на корен за менцето ќе го изведе Мартин Стојанов. Го гледа распоредот на своите соиграчи Мартин. Се решава на додавање повторна топката кај него и сега корнер. Може да се прекин да
дојдат во казател простор на гостите, оние играчи од стоперските позиции кои се, барем до сега искуството вели, велемајстори за постигнување голови со глава. Марти Стојанов на првата статива краток беше играчот на Брегалница, додека гостинските одбрмени играчи изфрлаа топката во нов корнер. Повторно Марти Стојанов. Повторно на првата статива овој пат имаше удар со глава, меѓутоа непрецизно топката оди во гол аут. Удар беше тоа на Јордан Манев. Манев. Аут за гостите. Го изнуди Сантос Барбоси. Тој е нов играч во црвените. Во десовите на Македонија Ѓорче Петров. Центар шут. Тука некаде на пеналтикот. Лошо го прави тоа. Марио Настевски шутираше, меѓутоа место во голот отиде топката далеку во аут. Фолирање Додев. 20 играчи беа околу него. И сега подигнато знаменцето, дори сега реагира и главниот судија. Офсет, индиректен удар, ќе види тоа са гостинските играчи. Реков во првото полувреме, до сега во првата фудбалска лига на Македонија се одигра 4 кола. Македонија Ѓорче Петров во првото коло го победи тимот на Работнички со 2:1, во второто коло Шкупи Македонија Ѓорче Петров 3:1 пораз на Македонија Ѓорче Петров. Во третото коло победа на Шкендија во Ѓорче од 0:1 и во четврто коло Македонија Ѓорче Петров Беласица 2:1 со головите на Емини и на Божиновски. Значи, 2 победи, 2 порази. За сега во првата лига Силек се начало на табелата со нешто подобра гол разлика од тимот на Шкупи. Двете екипи имаат по 10 бодови, Шкендија трета со 8, на четврто место Македонија Ѓорче Петров со 6 освоени бодови. Коректно вратена топката назад. Акција во зародиш од одбрмбените играчи на Брегалница. Јордан Манев, Марти Стојанов. Крај него нововлезениот, рековме со број 11, Сантос Барбоса. Шоповски, убаво лизгастки старт беше тоа на Марио Наумовски. Продолжува акцијата на Брегалница, повторно Марио Наумовски. Бакрачевски, топка кон Додев. Ја остава кон Кудијан, не очекуваше вако нешто и топката станува лесен плен за гостинскиот голман. Опасно и Боби Божиновски се посрамати. Реков пред малку дека Боби Божиновски беше стрелец против Беласица, потоа гол постигна и на надпревара со Работнички и денеска беше во неколку. Кали Табл, играчот со број 15, инаку доаѓа од Гана
Роден е на 10 август 1996 година. Јордан Манев. Васелина Кудијан. Бакрачевски беше фаулиран. Дуел со 80-ката Марио Настевски беше фаулиран. Да се надеваме дека е севарец со Бакрачевски. Добре, станува, продолжува. И очекуваме слободен удар да изведе Марти Стојанов. Но може да се отпрекин барем да се загрози голот на Стефан Тасев. Дали късмет играчите на Брегалница до сега тешко тој му успеваше. Малку патен удари кон голот Марти Стојанов. Повеќе играчи во црвени дресови. Во сета желба Мартин Стојанов да смирува топка, не успева. Излегува аут. Аут ќе биде ова за Денис Стошич, не сепак е тоа Родригес. Сантос Барбоса во аут. Андерсон Сантос Барбоса, бразилец, во родовите на Македонија, Ѓорче Петров, роден на 17 март 1999 година. Кудијан кон Шоповски. Убаво се гради на Барбоса. Аут. Бакрачевски аут за гостите Ѓорче Петров. Родригес Фернандо. Додавање на интернационалците во редовите на гостите Ѓорче Петров. Не успева покрај Марти Стојанов. Ја изведе топката и сега во нозете на Брегалница Јеве може да се контрнапад. Не успеа. Додев 8 беше, дури тројци играчи околу него. Не успеа во сета своја желба да стори нешто повеќе. Нов слободен удар, нов прекин, за чести прекините. Очигледно е борбеноста, желбата за нешто повеќе, но засега на градски во Штип без голови 0:0. Мартин Стојанов, долга диагонала кон Додев, истрчува и голно, да видиме. Акробатски скок на Стефан Тасев со глава изфрла во аут. Мала корекција на голот на гостите од Ѓорче Петров на местото на Стефан Тасев е Христијан Стефковски. Значи замена на голманите, бидејќи сега добиваме ова информација. Христијан Стефковски на местото на Стефан Тасев. Слободен удар, Додев. Вратена топка на половината на Брегалница. Акцијата започва од Илче Петровски. Марон Номовски.
Манев, повторно Немовски ја губи топката. Боби Божиновски. Може да биде опасно. На место одбраната на Брегалница се уште трае опасноста. Дриблинг на десетката беше тоа Филиповски Кристијан. Ништо и довода акција. Мирисаше на гол, меѓутоа успеа да одолеат одборбените играчи на Брегалница да останат ова опасност. Се уште трае нападот на гостите. Еве Додев. Кудијан фаулиран? Не. Според судијата Георгиев нема прекршок. Продолжува акцијата, нема прекин. Нов атак на гостите од Ѓорче Петров. Јордан Манев исфрла од казнениот простор. Боби Божиновски се мести на удар. Отиде премногу на десно. Нова можност и повторно Јордан Манев исфрла во аут. Се подготвуваат замени. Со број 9 излегува Кудијан, влегува Ристен Умов и со број 8 излегува Шоповски. Невидов. Вториот играч. Да, со број 22 доби информации Љупчи Кудев. Значи Ристен Умов и Љупчи Кудев во редовите на Брегалница продолжуваат понатаму и да се надеваме дека токму тие во последно време зачестија со кинењето на противничките мрежи. Да се надеваме дека конечно градски ќе видиме голите ова мрежата на гостите. Елче Петров, долг дегажбан на половината Ристен Умов. Висок скок со глава. Без фаул. Може да се сплушне на трибините на градски и така продолжуваат гостите во напад од сето ова сам аут. Божиновски, Настевски, водува со Ристен Умов и Веве Брзов. Љупчи Кудев во прва акција и сепак не успева ни Дарко Додев. Прва акција на Љупчи Кудев можеше да стори нешто повеќе, меѓутоа своја намера секунда фала желба да постигне гол. Успешна интервенција на гостинскиот голман Христијан Стефковски спасува чист гол, како што би рекле онака навивачки. Останува резултатот Брегалница Македонија Ѓорче Петров без голови 0:0. Реков дека со облегувањето на Ристен Умов и на Љупчи Кудев ќе добие нападот, динамитска врска нападот на Брегалница и може да очекуваме конечно да падне некој гол. Со број 3 Давид Атанасовски. Водува со Ристен Умов и Веве Брзов кон Китановски. Љупчи Кудев во прва акција и сепак успеа во ова намера Родригес Фернандо, спаси аут. Сантос Барбоса. Петревски. Јован Манев. Бакрачевски. Што е сигурно е далеку од опасната зона на половината на Македонија Гибер. Китановски погреши. Љупче Кудев ја освојува топка. Лошо проигра, меѓутоа грешат и гостите. Барбоса. На него оди Јордан Манев. Јован Манев. Удар со глава и да видиме гол. Воопшто не мирисеше на гол.
ова акција на гостите во која што играчот со број 14 ми се чини беше тоа Филип Петров конечно со глава постигнува гол за водство на Македонија Ѓорче по 1:0 или Брегалница Македонија Ѓорче Петров 0:1. Ја бележиме 21-та минута, 22-та минута, второто полувреме или вкупно 66-та минута. Филип Петров за водство на Македонија Ѓорче Петров од 1:0. Сите беа очекување со последните замени во редовите на Брегалница таа да постигне гол, меѓутоа така е во фудбалот, топката е тркалеста и можни се секакви комбинации па и пресврти. Марти Стојанов успеа да издрибла својот противнички играч. Продолжува атаката на Брегалница и одсетова само корнер. Нов удар од голот за Брегалница, да видиме дали од ова нешто ќе има фајда или ќе остане водството на гостите од 0:1. Вообичаено корнерите ги изведува Дарко Додев. На првата статива некој потврди, поткичи ова топка со глава. Марио Наумовски излудува корнер од спротивната страна, дали повторно Дарко Додев или некој друг, да, забележувам, тој е задолжен и убаво е така кога еден играч е задолжен за ударите, дали се работи за корнер, дали за слободен удар, кога и шефот на структишта писо играчите има доверба во еден играч со изграден шут, центар шут. Убав центар шут, на место е во дефанзивна улога на паѓачот Боби Божиновски. Не успеа Дарко Додев. Рискантно беше ова. Антонио Митрош сепак успеа да ја врати топката кон Илче Петровски. Марти Стојанов. Повторно топката крај него. Го има слободен Јован Манев. Митрев назад повторно кон Петревски. Напад на Брегалница се префрля полека топката на гостинската половина. Убава дијагонала. Дали ќе успее Марти Стојанов, успеа меѓутоа со цел да спаси аут, сепак успеа. Еве топката повторно кај него. Имаше слободен удар, се подметна гостинскиот играч со број 18, тоа е Марио Настевски. Марио Наумовски полека се придига, не е ништо опасно, а опасно може да биде по голот на гостите. Да видиме. Марти Стојанов знае да изненади од вакви далечини, има постигнувато гол и во настапите за екипата на Кит го поровни, во дресот на Брегалница, убаво центар шут
и ми се чини ова ќе биде аут, да, за Брегалница. Еве го повторно. И како изведувач на аут. Додев. Мартин Стојанов некого подкачи оваа топка. На место е голманот на гостите. Сигурно брани. Се префрлат играчите на двете екипи кон средината на теренот. Дегажман на половината на Брегалница, висок скок. Јован Манев. А со број 19 Воша Арби во редовите на гостите. Марио Нумовски. Мартин Стојанов. Убаво во средина. Лјупче Кодев. Аут кон Стојанов. Центар шут убаво кон Додев. Бие Додев и сигурна одлична интервенција на гостинска голман. 100% шанса за Брегалница, меѓутоа голманот на гостите, еве сега и јас не знам дали е Кристијан Стефковски или се работи за друг голман. Кодев направи две замени кон Стојанов. Гостинските играчи на голманската позиција, центар шут убаво кон Додев. Бие Додев и уште една 100% шанса, би рекол, пропуштаат играчите на Брегалница. Пред малку тоа беше Лјупче Кодев и сега се направи напаѓачот на Брегалница, меѓутоа одлична интервенција на гостински голман, останува нивното водство 1:0. Марио Нумовски, повторно топката стигнува кај него. Митрев. Петровски. Манев. Стојанов. Пред него е Фернандо Родригес. Двајца играчи околу Стојанов. Мисля, че дека требаше да има прекршок, од сето ова само гол аут. Во сета своја намера и желбам Стојанов да упати центар шут. Еве сега замена на голманската позиција кај Брегалница. Излегува Илче Петровски, на негово место Кристијан Китановски. Манев. Пред Сантос Барбоса. Стојанов. Лјупче Кодев успеа да победе. Имаше нијанси на мало потурнување, но да му веруваме на судијата Крумислав Георгиев, не досуди ништо, а Боби Божиновски започува нов напад. Топка за Воша Арби. На спортивната страна Филип Петров, стрелецот на единствениот гол. Изудува корнер. Замени во редовите на Македонија Ѓорче Петров со број 14 излегува не сепак со број 24 тоа Денис Тошич, а на негово место со број 17 убави ножички со број 17, само да забележам, тоа е Стефан Стратев.
Тотко влезе во игра и убаво атрактивно со ножички или макази. Сакаше да го изненади голманот на Брегалница, Кристијан Китановски, но неговиот удар заврши крај голот на Брегалница. Нов атак на гостите. Родригес интервенираше одбраната на Брегалница, меѓутоа високо кренато знаменцето на првиот помошник сигнализира недозволена офсайд ситуација и индиректен удар за Брегалница. Китановски. Бакрачевски. Митрев. Манев. Се решава на соло акција Манев. Се уште топката крај ноги, сега погреши на крајот. Упорење Манев, упорење. И се избори за оваа топка. Аплаузи од оние барем акредитирани гледачи на градски, бидејќи ограничен е бројот за оние службени лица. Не успе Манев, меѓутоа издудува сепак аут. Честитки за борбоноста, за упорноста на Манев, иако одборбен игра, знаејќи стопати еве со соло пробив да ги изненади противничките играчи, а во неговата евиденција има забележано и постигнување на неколку голови во оние прекини, дали слободен удар или корнер. Секој пат што перите се тие кои што знаат да изненадат и она што е битно за нив, тие најмногу и најубаво, најдоследно се радуваат на постигнатиот гол. Брза акција и интервенција на Китановски спасува, ми се чини, сигурен гол. Родригес, крај него Бакрачевски центаршут, удар со глава на Должиновски, топката оди над голот. 66-та минута, Филип Петров постигна гол за водство на Македонија. Интервенција на град Становски, Брегалница, Македонија, Ѓорче Петров, ми се чини сигурен спрема 1. Додев. Прекрасна парада на гостинскиот голман. Значи со број 12 во игра е третиот голман Дамјан Серафимов, кој што мора да признам дека ги спаси гостинските играчи. Со број 12, да повторам, Дамјан Серафимов. Значи, на голот на Македонија Ѓорче Петров се изреда дури тројца голмани. Започна Стефан Тасев, продолжи Христијан Стефковски, а сега на голот е Дамјан Серафимов. Исто искусниот стратег Жикица Тасовски ви дава можност на вакви пријателски средби на сите играчи голмани да прикажат дел од своето и богато искуство, својот талент. Нова замена во гостинските редови со број 20 излегува Родригес. А во игра еве топката е кај играчот со број 13, тоа е Матеј Николов. Арби, Воша Арби. Убаво со глави и прекрасна парада. Секоја чест. Кристијан Китановски во стилот на некогашните славни голмани Беара, Шошкич, Мути Барич прави парада и сведа топката. Арби, Воша Арби во корнер. Убаво со глави и прекрасна парада. Околу секој на еден пријателски надпревар гледаме и ножички, гледаме паради на голманите, интересни акции и атрактивни потези, што го краси фудбалот. Реков, раководството на Брегалница заслужува честитки пред се првиот човек
Кирил Гого, кој што еве 2-3 години ја прави ова атрактивна реализација. Реков и на почетокот, Бергалница игра во втора лига, прволигашки, а раководството обезбедува европски реализации. Се надам дека во таков стил ќе се продолжи првенството, да се заштеди здравјето на играчите од оние пеколни температури. Еве свидетели бевме денеска, Македонија Арменија, надпревар, квалификацијски лига на нациите во 15 часот, во најголемата жега. Сите се плашиме од корона, а играчите може да ги удри и дамно, што викам старите, или срцев удар на 40 степени да се игра на пеколни температури. Вака, раководството на Бергалница заслужува пофални зборови, епитети за можноста да се заштеди здравјето на играчите и секако за атрактивноста на гледачите кои до лани доаѓа. Еве сега поради короната ги нема, меѓутоа еве со директните преноси барем ќе се потрудиме да ја доведеме оваа ситуација и пред вас, драги гледачи, пред малите екрани. Бакрачевски, еве сега мала закачка со 13-ката Мати Николов, туркаше, држеше, меѓутоа во жарот на борбата сигурно Ферски ќе се подат рака, сепак се работи за пријателски надпревар, иако борбеноста наликува на вистински првенствен меч. Аут за Стојанов. Додев. На место е Митрев. Седум-осум минути до крајот на овој надпревар. Засека видовме само еден гол. Прекрасен потек беше тоа на Филип Петров. Немаќен, мора да признаем, Илче Петровски. Во самиот тагол дишанеше гостинскиот играч. За водство засега барем на гостите од 1:0. Обид од далечина. Да видиме, брани Кристијан Китановски, но сепак топката беше надвор од теренот. Ќе биде нов удар од тагот, корнер за Македонија, Ѓорче Петров. Крај топката Кристијан Филиповски ќе го изведе корнерот на првата статива, на место е одбраната Јова. Убаво се реши Родригес, удар од далечина, некој удари и еве да барат играчите да се испали топката. Силен беше овој удар, заврши во телото на еден одбранбен играч на Бергалница. Дали се работи за Бакрачевски или да, со број 23, Наунче Бакрачевски со телото успеа да го заштити својот гол, меѓутоа еве настави се, надејаме дека се оред со него. Лекарска интервенција на доктор Ѓорги Стојчев и на физиотерапевтот Владко Китановски, кои што заслужуваат почит, респект, внимание, бидејќи барем Ѓорги Стојчев веќе не знам јас колку години е со играчите на Бергалница, цел еден работа век преку 40 години, другарува, негува, лекува и се уште би рекол активен и во сета своја кондиција, здрав, прав, на најдобар можен начин, дава се од себе со цел
играчите да бидат навремено заштитени и излекувани и спремни за сите овие физички напори. Коректно вратена топка, бидејќи течеше акцијата на гостите од Ѓорче Петров сега. Ја врати играчите на Брегалница, продолжува нападот со преку Давид Атанасовски. И сега брза акција на место е Китановски. Пред Филип Петров, стрелецот на единствениот гол. Нова грешка на промените играчи, дори тројца играчи и сега дали ќе има корен, и да има корен секако Сантос Барбоса се посрамати, беше во идеална позиција, но очигледно дека голманот Китановски ја закачи ова топка и сврли во корнер. Нема гол, меѓутоа ќе има ново нафрлање пред казнениот простор на Брегалница. Барбоса центрира, со глава шутираше Филиповски. Со број 4 забележувам во игра и Леон Цуцковски. Марио Нумовски на спротивната страна кон Тони Мирчевски беше тоа. Аут за Брегалница. Ристен Умов. Убаво мислеше, сакаше да биде добар асистент, меѓутоа одбраната на гостите беше на место. Леон Цуцковски. Повторна топка за него. Стојанов. Разгледана гостинската одбрана. Манев. Убаво минува Манев. Центар шут на место е. Дали тоа повторно Божиновски. Цуцковски. Прекрга беше ова топка. Наумовски. И за малку ќе беше ова атрактивен автогол. Топка сврена во корнер. Нема статистика за корнерите. Реков, пријателски надпревар, педантни уреден беа. Раководството на Брегалница го има записникот, меѓутоа да последиме ова акција. Прекрасен удар беше ова за изрмнување со број 17, шутираше Тони Мирчевски, меѓутоа топката профуче кај стативата на третиот голман во редовите на гостите Дамјан Серафимов. Да последиме ова акција. Прекрасен удар беше ова. Нова шанса. Останува водството на гостите, а време за промена на резултатот се помалку. Иако мора да констатирам, беа направени 7-8 замени, сигурно ќе има продолжување од страна на судијата Крумислав Георгиев за едно 3-4 минути, а реков и предмалку топката е тркалеста и во фудбалот може да се секакви пресврти. Дали ќе има слободен удар? Нема. Продолжува акцијата и на место е повторно голманот Дамјан Серафимов. Пред Лјупче Кудев. Секогаш опасен е младиот играч на Брегалница. За многумина може би изненадување, но не за оној кој го следа фудбалот. Има осет, има мирис на сетилото за гол и честопати го гледаме на листата на стрелците. Зборувам за Лјупче Кудев.
Митрев. Наумовски кон Тони Мирчевски и сега Ристе Наумов. Како да се исплаши од ова ситуација, да не го повреди гостински голман, ја испржи па ја поврече ногата Ристе Наумов во стилот на ферплејот. Сепак реков се работи за пријателски надпревар и здравето на играчите е побитно пред се. Иако можеше, реков, испржи ногата, но ја повлече да не биде во контакт со гостинскиот голман. Но фаул за Брегалница. Стојанов. Прекршок. Директен удар во нозете. Да видиме за кого. Со број 23, тоа е Давид Ристовски. Невнимателно заработува жол картон, меѓутоа најбитно е тоа се е во ред со Мартин Стојанов. Очекуваме слободен удар и очекуваме нова гужва, нови возбудувања пред голот на гостите. Неприкосновен, бидејќи игра со раце, сигурна интервенција на Серафимов. И во овој момент судијата Крумистој Георгиев сири крај на овој пријателски надпревар помеѓу екипите на Брегалница и Македонија. Ѓорче Петров 0:1, стрелец Филип Петров во 66-та минута. Една мала карактеристика, би рекол добар, фер, коректен надпревар во кој што играчите има идеални услови за игра, го има и оно необходното, временските услови, свежината под рефлекторите, истрае во борбата и завршија мирољубиво, меѓутоа со победа на гостите од 1:0. За малку ќе се префрлам на теренот, ќе побарам изјава од шефовите на стручните штабови Добринко Илиевски и Жикица Тасовски. Брегалница Македонија Ѓорче Петров 0:1. До мене е шефот на стручниот штаб, познато македонско тренерско име Жикица Тасовски. Честитки за победата, меѓутоа пред коментарот за надпреварот сакам едно сознание. Брегалница како второлигаш, веќе 2 години раководството на чело со Кирил Гогов прави напори, еве, играчите да ги заштити со здравјето, ноќни надпревари. Дола не беше убаво и за публиката, да се избегне одна жештина. Зборба за леко овие нови моменти во македонскиот фудбал пред се за раководството на Брегалница. Првин, сакам да ви се заблагодарам на Брегалница за поканата да играм во едни вакви европски услови пријателски надпревар. Добро прашање кој што по мене македонскиот фудбал треба да биде приоритет. Генерации играчи помина и ќе доаѓаат идните генерации, меѓутоа она што ако сакаме како земја инфраструктура мора да ги штити четири и 30 во 4. Значи ова е на и структура идните генерации кои играат во Брегалница и со вакви едни потези го. Сега краток коментар за надпреварот. Имаше доста замени и оно што го забележав на голманската линија се изредија тројца голмани, што ќе рече дека вакви пријателски надпревари се корисни. Дечките, секој сака да биде во стартни состав, меѓутоа ова е, би рекол, џокер за вас и за дечките да добијат шанса да ги искористат своите 5 минути и ми се чини дека одлично живеа сите тројци. Точно, ме стаја на сладки маки голманите, сите тројца добро одбранија, овие пријателски надпревари се да добијат оние играчи кои што има и помала минутажа, затоа ги користиме и
еве можеби не секојдневно, меѓутоа тројцата голмани добија шанса на овој надпревар. Надпреварот беше убав, тврд, со допадливо од двете страни. Не постигнавме толку голови ние и брегалници, меѓутоа отворено имавме сит убави шанси за гол. Јас ви благодарам и ви честитам на победата. Благодарам на вас за поканата. Драги гледачи, останува да го слушнем и коментарот на штаб на брегалница Довринко Илиевски Питон. Еве, шефе, тренерот, шефот на stručниот штаб Тасовски, искаше убави мисли за раководството на брегалница Кирил Гогов за овие прекрасни услови да се игра во вакви услови. Еве, вие нема да ве замарам со тоа, краток коментар за надпревар. Би рекол вистински првенствен, фер коректен, со победа на гостите, меѓутоа од ваша. Така е. Па сами видовте многу квалитетен надпревар. Значи свесно викнавме еден противник кој што ќе ни пружи силен отпор и нормално дека се очекуваше дека резултатот ќе биде тесен. Имавме шанси, имаше и противникот. Мислам дека беа подобри за тој еден гол. И ја им честитам на победата, меѓутоа и за нас ова е една квалитетна проверка кај што се обмеривме со еден многу силен противник кој што покаже еден квалитетен надпревар и едно високо темпо што на нас во овој момент можеби не успеавме да парираме, меѓутоа ќе ни биде многу од корист за понатамошно дело првенство. Дека не сте заинтересирани толку за сакате резултат, меѓутоа во стартни состав беа повеќето играчи кои се рекупата, кои ги очекуваат своите 5 минути. Шанс им дадовте и на правотимците, меѓутоа очигледно дека ваквите пријателски надпревари годат за оние дечки да ги добијат они своји штета на правотимците кои беа на претходните надпревари. Можеби тука малку се поремети ритмот на играта, меѓутоа јас сум задоволен од сите играчи што е демонстрирано. Мислам дека дека ова ќе ни биде од корист во понатамошниот дел од првенството овој начин. Исто време ќе вршиме директен пренос од новиот пријателски надпревар помеѓу екипите на Китго и на Вардар во Скопје. Во името на дечките кои го реализираат преносот на екипата на Емнет, ви посакувам пријатни моменти и здраве, се гледаме утре. Пријатно.